Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Вечерва ќе гледате. Бројчаникот на Триумфалната порта не работи. Истражувавме дали откажал само тој или целиот систем на борба против организираниот криминал. Институцијата што ја поседува опремата за прислушување ОТА бара контрола. Јас како директор на ОТА инсистирам да имаме реална контрола која ќе биде комплетна. Експерти стравуваат. Јас сум убеден дека порано или покасно ќе има нови афери во оваа сфера. Зошто нема квалитетен надзор над прислушувањето? Овде не е гласачкото место. На вториот спрат. Лицата со попреченост и пречките да гласаат. Дали ќе се нафати некој да помогне или само ќе помине, ќе замине покрај тебе и нема да обрне никакво внимание. Напредок има, но и проблеми. Имате 4, предпоставувам дека не можете да стигнете секаде каде што има потреба. Не може, веројатно во идниот период лека полека ќе треба се набават уште од овие помагала. Вашата теза е дека ВМРО-ДПМН е поzainтересиран за евроатлантските интеграции на Македонија од што СДС. Апсолутно да. Не запрекавате нека ни беа во Франција. Саботажа. Кратка пауза, па сториите. Гледате 360 степени. Доаѓаат уште едни избори на кои прашање е колкумина од лицата со попреченост ќе може да гласаат. Не затоа што решиле да абстинираат, туку затоа што немаат услови да го сторат тоа. Пред се, бидејќи објектите во кои се гласа се непристапни или полупристапни, бидејќи избирачките одбори немаат свесност дека и овие луѓе треба непречено да гласаат, или затоа што не знаат како да ги стават во функција помошните алатки за нив. Зоран Јовановски низ неколку примери ги пренесува предизвиците за овие луѓе со верба дека состојбата може да се поправи до 12 април. Барем делумно, затоа што се смета дека станува збор за околу 270.000 луѓе во земјава. Даниела Стојановска-Джингоска на последните претседателски избори успеала да гласа само поради сопствената упорност. Таа е лице со попреченост, живее во скопската населба Карпос 4, а избирачкото место во кое гласа е сместено во основното училиште Петер Попарсов, во кое има пристапна рампа, па лесно може да влезе во објектот. Посебно е важно лицата со попреченост да го остварат своето гласачко право, заради тоа што со тоа придонесуваат кон некакви, веруваат во тоа дека придонесуваат кон некакви промени. Но по влезот во објектот настанал проблем. Нејзиното гласачко место од секогаш било сместено на приземјето, па без тешкоти и пристапувала до него. Ево овде. Да. Така било се до претседателските избори што се одржаа пролетта. Тогаш дознала дека гласачкото место и е променето, затоа што претходно ја сменила адресата. Не знаејќи дека ќе ми се смени гласачкото место, се соочив со еден предизвик дека сум сега за гласање по скалите нагоре и тоа го решивме така што ми помогнаат тука од училиштето. Така на крајот успеала да гласа. Даниела вели дека како и ова училиште, повеќето објекти во кои се гласа имаат половична пристапност за лицата со попреченост. Доколку тие институции се пристапни надворешно, недостасува внатрешна целосна пристапност, и тие се соочуваат со тој предизвик да стигнат до гласачкото место и многу мина од нив поради тој предизвик, не можејќи да го надминат предизвикот, се откажуваат од остварување на правото на глас. Даниела за проблемот и раскажа и на директорката на училиштето. Кој избирачко место таму гласате? Не, таму гласав порано, кога бев на Разловечково стание кога живеев. А сега се преселив на Трифун Бузев и гласам нагоре по скалички. Како се качуваш нагоре? Па, ќе ми помогне некој и така. Во нашето училиште на сите влезови има пристапни рампи за лица со попреченост. До сега никој се нема обратено дека има некој проблем, но еве сега знам и се надевам дека истиот тој ќе го надминеме, ќе го решиме,
за да им се овозможи на лицата со попреченост да може да стигнат до своето избирачко место. Ако поставувањето лифт е скапо или скалите стрмни за да се изградат или постават пристапни рампи, Наједноставно решение кое што не бара финансиски издатоци, односно нема финансиски импликации е каде што има лица со попреченост, каде што знаат дека има лица со попреченост, гласачките места да бидат на приземјето. Гордана и Александар Стојановски се од Ресен. Во неколку изборни циклуси и на референдумот биле наблюдувачи од невладиниот сектор кои на избирачките места забележуваат со какви пречки се соочуваат лицата со попреченост при гласањето. Изборното место во кое наблюдувале е сместено во Домот на културата Драги Тозија, импресивен објект изграден во 1909 година, на кој ресенчани се горди, но одамна му треба обнова. Овде ни е гласачкото место. На вториот спрат. Не може. Ти не можеш, јас ке се качам некако. Ти оди, јас до тука можам, ако дојде некој да ми помогне, тогаш ќе се качам. Александар на последните избори самиот се снаоѓал за влез во зградата. Почекав да намини некој гласач и го замолив да ме подкачи по скалите. Потоа го замолив и во внатрешните скали да ми помогнат од едната страна, од другата страна има ракохвати, но не се многу стабилни. Гласачкото место е во оваа зграда и горе по тие скали кои што се стрмни и тешки за нас лицата со попреченост. Малце е непријатно затоа што сепак треба време, треба некој да има кој може да те разбере, дали ќе се нафати некој да помогне или само ќе помине, ќе замине покрај тебе и нема да обрне никакво внимание на тоа. Институцијата има монтажна пристапна рампа, но далеку од влезот. Ова е рампата, значи, таа се поставува многу лесно и се фиксира таму. Направена е мобилна. Да, мобилна. Кога треба се А зошто сега не е ставена на влезот? Зашто имаат, кај што видовте внатре, спремаат поголеми, значи сега пред новогодишни работи, ќе ја постават чим завршат со внатре уредување внатре, ќе ја постават сега пред нова година, пошто внатре планираме изложби. Градоначалникот на Ресен, Живко Гошаревски, вели дека само еден кат од објектот е во надлежност на општината. Покрај средствата за обнова на објектот, очекуваат и дозвола за да го направат попристапен. Оваа зграда е заштитена со закон и пред се секоја доградба, реконструкција мора да е согласена со законските прописи, со Заводот за заштита на културни и историски споменици и секако процедурата е малце покомплицирана. Додека седа помине по процедура, овие скали за лицата со попреченост ќе останат најтешкиот пат до остварување на основното демократско право. Гордана и Александар се меѓу 70 наблюдувачи на невладината организација Инклузива, кои во Ресен поминаа обука за тоа како се мониторира изборен процес од аспект на правата на лицата со попреченост. Секое гласачко место треба да биде прилагодено за во него да може да гласаат луѓе со каква било попреченост. Лице со попреченост има право да гласа со свој придружник. Така стои во изборниот законник. Не смеете тоа да го споредувате со семејно гласање. За во избирачкиот список на соодветното место да се потпишуваат лица со оштетен вид, се користи граничник, помагало кое е корисно и често го потребуваат и другите гласачи. Има тука 4 кандидати, гласате по број 1, 2, 3 или 4, зависно. Гласачкото ливче пак се става во шаблон на Брајово писмо, кој има и отвори за да се заокружи правилен круг. Ако има потреба, и овој шаблон може да го користи секој гласач. За лица со оштетен слух треба да има сликовит приказ на гласачкиот процес. Овој целосен сликовит приказ треба да стои на видно место, над зидот, каде што гласачот може да го види, или на влезната врата. За луѓето во количка, ако успеат да влезат во објектот,
Гласачкиот параван треба да биде на соодветна висина и да биде изработен од потврст материјал, за гласачот да може да се подпре на него. На соодветна висина треба да биде и гласачката кутија, за да можат гласачкото ливче да го пуштат во неа. Луѓето со попреченост може да се пријават да гласаат еден ден порано, во домашни услови. Но таквиот начин на гласање е за болни и изнемоштени, а тие се чувствуваат дискриминирано ако се стават во таа група, затоа што велат болеста се лечи, а попреченоста е состојба која трае цел живот. На последните председателски избори, Инклузива мониторирала 402 избирачки места во 23 општини. Според извештајот, 3/4 од избирачките места биле непристапни, најмногу оние сместени во образовни институции. Близу половина од објектите имале пристапни рампи на влезот, но на секои 10 рампи, 8 биле вон стандарди. Сликовитиот приказ на гласачкиот процес не бил истакнат на 70% од избирачките места. Не се користеле соодветно и граничникот и шаблонот за гласање. Овие алатки стоја нераспакувани, од каде што избирачките одбори кога поставуваме прашања зошто е тоа така, не знаеат зошто служи, нема доволно вештини, ниту се едуцирани за да ги користат. Во земјава нема точна статистика за бројот на лица со попреченост, но според Светската здравствена организација, околу 15% од населението има некаков вид попреченост, а во земјите во развој и повеќе. 15% се 270.000 гласачи. Тоа е голема бројка на граѓани кои се невидливи затоа што околината ги спречува да гласаат како сите други гласачи. Ова е магацинот на Државната изборна комисија. Во него се чуваат алатките за непречено гласање на сите гласачи, како граничници и шаблони на брајово писмо. Важно е дека ги има, но уште поважно е да се употребат, и тоа правилно на денот на гласањето. За тоа е потребна свесност, но и предзнаење кај членовите на избирачките одбори, што често изостанува. ДИК во соработка со невладиниот сектор ги обучувала членовите на избирачките одбори како да постапат кога гласа лице со попреченост. Но председателот на комисијата Оливер Дерковски не е задоволен од случувањата на терен. Во наредниот период ние ќе спроведеме веднаш после Нова година нов тип на едукација во мали групи од 25 члена на избирачки одбори во наредниот период до самите избори, кој што ќе ни овозможи на малку подруг начин да ги едуцираме сите членови на избирачките одбори, се со цел да ги надминеме ваквите проблеми. Иако секоја институција е одговорна за својот објект да го направи пристапен, Државната изборна комисија првпат на минатите избори набавила монтажни рампи и електромоторни транспортери за да се подобри пристапноста на местата во кои се гласа. Овие се така наречени роботи за исклучување на лицето со посебни потреби кое што се движи со помош на количка, се фиксира на ова помагало тука, се врзува, се поставува и ова помагало со помош на своите гасеници може да совлада 20-30 скали без никаков проблем и да го однесе лицето кое што сака да гласа било каде на гласачкото место и после тоа да го симне исто така без никаков проблем. Ама и ги имате 4, предпоставувам дека не можете да стигнете секаде каде што има потреба. Не може, веројатно во идниот период лека полека ќе треба се набават уште од овие помагала. Во земјава има 3480 избирачки места. За 150 монтажни рампи и 4 електромоторни транспортери набавени пред председателските избори, ДИК од сопствениот буџет потрошила 65.000 евра, но нема систематизиран податок за тоа колку пари трошат јавните институции за подобрување на пристапноста во своите објекти. Во 2011 година, земјава ја ратификуваше Конвенцијата за правата на лицата со попреченост на Обединетите нации. Со ова Македонија се обврза да ги реализира препораките од Конвенцијата, вклучително и оние што се однесуваат на изборниот процес. На генерално ниво имаме институции кои што се целосно се пристапни, имаме институции кои што воопшто досега не смогнале сили ради организационен аспект или финансиски аспект или нема доволно сензибилизација, не направиле таа пристапност. Меѓутоа на генерално ниво мислиме дека
релативно, наделумно се пристапни институциите во државата. Владата преку министерствата до институциите испраќа насоки како објектите да ги направат попристапни. Тие пак им враќаат квартални извештаи за напредокот. Кога ќе се констатира дека некоја институција не реализира одредена препорака, се разговара со раководството за да се проверат причините. Ако се работи за финансии, правиме координација со Министерството за финансии, со влада, со другите релевантни министерства и субјекти. Ако се работи за било каква друга причина, ја надминуваме за да може да се отвори процесот и тоа министерство или тие институции да ја коригират со пристапност. Законот за спречување и заштита од дискриминација предвидува глоба од 3000 евра за правните лица што ќе извршат дискриминација според оваа основа. Луѓето со попреченост може да поднесат и тужба без да бидат оптоварени со судски трошоци. Следни, најверојатно ќе бидат најавените предвремени парламентарни избори во април. Се поголем е бројот на луѓе кои што имаат волја да гласат. Значи, заради тоа што почна, апелирајќи вака и соработувајќи директно со Државната изборна комисија, значи се поголема е волјата на лицата со попреченост да гласат, така што сметам дека неблагодарно е да се рече дека ништо не се поместува од мртва точка, меѓутоа имаме уште многу работа. Терминот организиран криминал не е нов во македонскиот јазик. Иако не може да се провери кога влегол во речникот, со голема сигурност може да се каже дека добина популарност со осамостојувањето. Организиран криминал во сите видови, цигари, нафта, дрога, шекер, не знам што, беше буквално измислен како поим во Република Македонија во ваше време. Вие не се обидувате тоа да направите, вие го креирате криминалот. На институцијата во чиј посет е опремата за прислушување и треба реална контрола. Ова го вели лично директорот на оваа институција, оперативно-техничката агенција во јавноста позната по кратенката ОТА. 360 степени провери на што се должи апелот на првиот човек на ОТА Зоран Ангеловски и зошто реформираниот систем на следење на комуникациите не е подредовен и квалитетен надзор. Во вакви околности, експерти стравуваат од повторување на случаите на нелегално прислушување, иако не во обем како во периодот од 2008 до 2015 година. Сторија на Маја Васева Трајкова. Никола Груевски и неколку поединци околу него, преку нивните тајни партиски служби, во изминативе години на власт, следеле илјадници граѓани во Република Македонија. Оваа изјава на Заев е од јануари 2015 година, од предвечерието на детонирањето на бомбите. Ало, добро утро, господине Заев. Првите жртви неколку месеци подоцна беа челниците на МВР и на Управата за безбедност и контраразузнавање, но пред се угледот и довербата во УБК. Опозицијата ја разниша, но беа потребни уште 2,5 години за да ја урне тогашната владеачка гарнитура. Дури во 2018 година, новата власт, заедно со новата опозиција, се договорија како од руините повторно да ја изградат тајната служба. Добар ден. Во минатото постојаа заштитни механизми за оневозможување на контролата над системот за следење. Денес ја демолиравме тврдината и овозможуваме повеќе степен на контрола на следените комуникации. Решение се најде во подолба на она што беше УБК во две нови институции, физички и законски издвоени од МВР. Едната е Агенцијата за национална безбедност, а втората е Оперативно-техничката агенција или скратено ОТА. Само ОТА има опрема поврзана со телекомуникацијските оператори, со која може да ги следи комуникациите, но не може и да ги репродуцира. Агенцијата за национална безбедност и други институции може да го репродуцираат снименото од ОТА, но не можат самите да снимаат, освен на терен со специјална мобилна опрема која не ги користи водовите на операторите. Моделот на хартија треба да оневозможи монопол во прислушувањето, а со тоа и да превенира масовно следење на граѓаните без судски налог. Дали законот функционира и во пракса е грижа на две надзорни тела, Собраниска комисија и Совет за граѓански надзор. Но реформата што ја бараше ја пофали Европската Унија, се чини дека е далеку од завршена. Ниту еден од двата механизми за надзор не работи како што треба,
вели никој друг, туку самиот директор на ОТА. Кога ќе дојдат пратениците во контрола, се уште немат ангажирани експерти, тие буквално не може да видат ништо. Значи, ние гледаме број на остварени комуникации, тоа е податок кој ОТА во согласност со комисијата го објавува на 3 месеца и ништо повеќе од тоа. Во оваква ситуација, дури да ангажирате експерти, нема да биде во состојба да остварат реална контрола. Јас како директор на ОТА инсистирам да имаме реална контрола која ќе биде комплетна. Не само во делот на тоа колку наредби се остварени, него кои броеви се следени, начинот на кој е ОТА форматирана, дали самите така наречени машини што ги имаме работат согласно прописите. Тој вид на контрола се уште недостасува. Причината што пратениците имаат право, но не можат да ангажираат технички експерти, се законски недоречености. Во легислативата нема одредби како експертите може да се платат. Парите се само еден од проблемите и за вториот надзорен механизам, Советот за надзор, составен од граѓански организации. Без можност да проверат кој број или личност е таргет на прислушување, не можат да постапуваат по представки од граѓани, кои патем во моментов не можат ни да ги примат. Било кој да сака да се обрати до Советот, нема можност тоа да го направи. Немаме веб страница, немаме апсолутно ништо. Имаме просторија, имаме маса, имаме столици, тоа е се. Друго е прашање што можеби ние мислиме дека под просторно уредување повеќе работи влегуваат, меѓутоа состојбата е таква да ние без динар финансиски средства функционираме во оваа насока. Веќе е постигнат консензус дека е потребна мини реформа на реформираниот систем за следење на комуникациите, за да почне вистински да функционира надзорот. Нама се има и предлог, но не оди мазно. И меѓу другото, предложените законски измени во насока на напредување на оваа сфера се закочени повторно со партиски препукувања меѓу двете главни партии, што е трагично. А партиските препукувања не се фокусирани толку на прашањето дали се потребни законски измени за да се обезбеди подобар надзор, туку кога да се случат тие. Опозицијата бара измени што поскоро. Ние жалиме што во еден период имавме покоректни разговори со СДСМ и наоѓавме заеднички решенија. Заеднички го донесовме првиот текст на Закон за следење комуникации. Заеднички ги донесовме Законот за Агенција за национална безбедност. Меѓутоа, следеше еден период кога СДСМ ќе разговара со нас, ќе креираме решение, ќе го изгласаме во прво читање во собрание и потоа го рушија со амандмани. За да сега сме во трета фаза, би рекол ја напредна, воопшто ние веќе не разговараме за закони. Власта, иако се согласува дека актуелното решение има недостатоци во делот на надзорот, смета дека законот треба да се спроведува подолг временски период, па да се коригираат и други потенцијални недостатоци. Идејата е да почне да функционира овој закон и практично на дело да видиме дали има недостатоци, дали се потребни одредени измени и во која насока истите треба да се случат. Но се до тогаш ние не сме сигурни дали и понатаму има или нема масовно прекршување на човековите права при следење на комуникациите. Постоењето на оперативно-техничката агенција како еден интермедиарна институција во која се наоѓаат само свичевите, преклопниците, а ја нема опремата за следење на комуникациите, нам ни дава огромна доза на сигурност дека само луда личност, луд човек би можел да направи нешто такво и да мисли дека ќе остане незабележано. Дека и без подобар надзор нема простор за злоупотреби, уверува и самиот директор на ОТА Зоран Ангеловски. Но и тој и експертската јавност повикуваат на политички консензус, бидејќи освен одвнатре, неопходна е силна контрола и од надвор за тоа дали се прислушува само по судски наредби. Јас како директор сум убеден во тоа што го работиме. Знам дека во ОТА е се во ред, имаме систем воспоставено, имаме изградено процедури, имаме внатрешна контрола, на месечно ниво ги вршиме тие проверки, јас знам дека е во ред.
Ја можам да апелирам кон сите дека е во ред, но реален доказ дека се е во ред немаме. Зошто? Затоа што контролите кои што во моментот се прават не се функционални. И јас сум убеден дека порано или покасно ќе има нови афери во оваа сфера. Можеби не толку страшни како до сега, но сум убеден дека ние не сме сигурни, односно никој овде во салава, нити во државата не е убеден дека новите механизми, па и ота, се совршени решенија. Оваа папка ќе стане символ на процесот што денеска го отпочнуваме за враќање на слободата и демократијата. 4 години по аферата со незаконското прислушување, сигурно е дека ниту една институција ја нема моќта што ја имаше УБК. Но надзорот над следењето на телефонските комуникации е поместен само половина чекор, што значи дека пратениците може барем да проверат за колку телефонски броеви судот дал дозвола да бидат следени, а колку навистина сте приклучени на системот за следење. Тоа барем е недоволно, но засега нема сила што ќе го запали алармот за дополнителни реформи. До тогаш, најсилна гаранција е законската поставеност, совесноста на лидерството и вработените во ОТА и надежда дека лекцијата е научена. Системот да се подобрува пред, а не откако во јавноста ќе излезат разговори или транскрипти од незаконски следени граѓани. Актуелната власт, кога беше во опозиција, најавуваше враќање на 5 милиарди евра, како што велеа украдени народни пари од претходната власт. Процесот требаше да се регистрира на бројчаник кој беше поставен на Триумфалната порта во центарот на Скопје. Но бројчаникот денес не покажува никаква сума, бидејќи едноставно не работи. Антонио Крстевски истражуваше дали затаи само бројчаникот или целиот систем за борба против организираниот криминал. Терминот организиран криминал не е нов во македонскиот јазик. Иако не може да се провери кога влегол во речникот, со голема сигурност може да се каже дека добина популарност со осамостојувањето. Организиран криминал во сите видови, цигари, нафта, дрога, шекер, не знам што, беше буквално измислен како поим во Република Македонија во ваше време. Вие не се обидувате тоа да направите, вие го креирате криминалот. Но освен што некому предизвикуваше политичка штета, низ годините организираниот криминал доби и политичка вредност. Владите на Никола Груевски се обидуваа политички да профитираат преку спектакуларни апсења за да се задоволи барањето на јавноста за правда и еднаквост пред законите. Актуелната влада, предводена од Зоран Заев, видливоста на таа борба сакаше да ја покаже со бројчаник на Триумфалната капија. Локацијата за бројчаникот не беше случајно избрана, бидејќи во очите на актуелната власт, портата е символ за криминалот на претходната владеачка гарнитура. Бројчаникот треба да покажува колку од наводно украдените стотици милиони евра се враќаат назад во државната каса. Но тој не работи и не ги покажува помпезно најавуваните милиони евра, кои преку судски процеси се враќаат во државниот буџет, а биле проневерени од претходната владеачка гарнитура. Сепак власта не ја напушта тезата дека борбата против организираниот криминал и корупцијата е стратешка цел. Мораме да покажеме јасен, исчекор и апсолутно недвосмислена и без компромисна и безрезервна борба против криминалот и корупцијата. И тоа не смее да остане само на декларативни заложби. Мора да има дури конкретни резултати. Проверивме дали не функционира само символот или целиот механизам на таа борба. Борбата против организираниот криминал е производ на соработката меѓу повеќе институции. Во земјава Рбетот го сочинуваат Оделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при МВР, потоа основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и специјализираното судско оделение за организиран криминал во Скопскиот кривичен суд. Значајна улога имаат и други институции, како антикорупцијската комисија, финансиската полиција и финансиското разузнавање. Според Снежана Камиловска-Трповска од МЦМС, која со години ги следи случувањата во оваа сфера, законската поставеност е релативно добра, но не достига спроведување на дело. Погледаме преку
многу спорите предистражни, истражни постапки, понатаму судските постапки кои што исклучително долго се одолговлекуваат, а тие кои што се однесуваат посебно на организираниот криминал и на корупција, а посебно пак оние кои што се однесуваат на високата корупција. Следејќи институционалната поставеност, прво прашавме во МВР колку случаи сторители на дела регистрирал Одделот за сузбивање организиран и сериозен криминал во последните 6 години. Од 2014 до 2017 година, за речиси 3 пати е намален бројот на регистрирани случаи сторители. Благ раст повторно се појавува во 2018, што како тренд се очекува да продолжи и годинава, бидејќи заклучно со октомври 2019 е подобро од цела 2017 година. Според Тони Ангеловски, помошник на министерот за внатрешни работи, задолжен за односи со јавност, падот на регистрирани кривични дела не се должи на неефикасност на полицијата, туку на Законот за кривична постапка. Со измените што стапија на сила во 2013, објаснуваат од МВР, јавните обвинители станаа доминантни во предистражната постапка. И сразмерно на тоа, имаме намалување на бројот на кривични пријави од нашиот оддел, но имаме енормно зголемување на известувањата по наредба на обвинителот. Значи, благодарение на овие измени е направена ваквата промена во бројките. Инаку што се однесува до обемот на работа, напротив, апсолутно е зголемен бројот на постапување по предмети од одделот за организиран и сериозен криминал при МВР. Толкувањето на Ангеловски на податоците од Одделот за сузбивање организиран и сериозен криминал при МВР само делумно се совпаѓа со бројките на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Од 2014 до 2015 година, додека има пат на бројот на случаи во МВР, навистина има раст на ново заведени предмети и лица во обвинителството. Но потоа за време на политичката криза 2016 и 2017 година, како кај полицијата, така и кај обвинителството, се регистрирани рекордно низок број сторители на дела и предмети од областа на организираниот криминал и корупцијата. Дури последниве 2 години, работите се враќаат по старо. Шефицата на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција Вилма Русковска делумно се согласува дека наглиот пат на предмети во 2016 и 2017 година може да се припише на политичката ситуација. Но наспроти, МВР откаде своите бројки ги оправдаа со смената на легислативата и засилената улога на обвинителството, Вилма Русковска вели дека нивниот резултат зависи од приливот од други институции, меѓу кои и полицијата. Обвинителството не е истражен орган. И затоа во добар дел зависиме ние од другите институции. Веројатно и затоа е во план формирање на истражни тимови, сега за почеток само во 4 обвинителства, вклучувајќи го и ова. Потоа веројатно ќе биде и по другите обвинителства, за да во откривање на сторители на кривични дела од наша надлежност, без разлика од кое обвинителство, не зависиме толку многу од другите институции. И додека обвинителството полека се враќа на стандардот од предполитичката криза и по бројот на поднесени обвиненија, нивната статистика сугерира дека кривичниот суд не го следи трендот. Напротив, ако се одземат случаите што завршиле со спогодба, бројот на лица кои добиле првостепена пресуда во 2014 година, а тој изнесува 306, се намалил за 3 пати во последните години, за 2018 да заврши со 95 лица што добиле пресуда. Дека Оделението за организиран криминал во Скопска единица решава помалку предмети од минатото, покажуваат и бројките од судот. Ако во 2014 и 2015 година Одделението за организиран криминал решавало и за останати предмети, односно повеќе од колку што примало во тековните години, во 2016, 2018 и 2019 година судот не успевал да пресуди ни за онолку лица за колку што имал прилив. Од Скопскиот кривичен суд вела дека бројките паѓаат поради две причини. Првата е воведување на спогодбата,
Како начин, обвинетиот со признание на вина да ја заврши постапката, што судот само го верификува без да оформи посебен предмет. За втората причина, од судот велат, цитирам: "Мора да се има предвид дека во периодот 2014 и 2015 година во нашата држава имаше голем број предмети поврзани со кривични дела од областа на трговија со луѓе и криумчарење мигранти. Па поради тоа, бројот на решени предмети по лица во овие 2 години е поголем во споредба со другите." Но бројките што ги добивме токму од Кривичниот суд во Скопје го побиваат ваквото оправдување. Точно е дека во 2015 година имало зголемен прилив на предмети поврзани со криумчарење мигранти, но приливот на такви предмети расте и во последните 2 години. Статистиката покажува дека и во минатото и сега судот е задоволително ефикасен кога се во прашање овие предмети. Како последица на намалениот број првостепени пресуди, се намалил бројот на пресуди и на апелацијскиот суд, но во исто време, според статистиките на обвинителството, се зголемил процентот на укинати првостепени пресуди од 0,4% во 2014 година на близу 26% во 2018. Најголемиот број, според мене, не само за претходниве години, него години наназад, укинати пресуди од страна на апелациониот суд е поради пресудите, а не затоа што обвинителството не доставило доволно докази. Поради суштествени повреди, за текот на постапката, или пак некои недоречености во самата пресуда. Така, многу тогаш би било носење на ослободителна пресуда од страна на апелациониот суд, доколку обвинителството не доставило доволно докази. Од Скопскиот кривичен суд тврдат дека бројките од обвинителството на Русковска не се точни. Нашите податоци покажуваат дека се помал број на првостепени пресуди од нашиот суд се обжалени пред повисокиот суд, што покажува дека странките се задоволни од пресудите, а од оној број на пресуди кои се обжалени или се целосно потврдени или потврдени и преиначени само во делот на казната. Сепак, од бројките што не ги достави Кривичниот суд не може да се потврди ваквото тврдење. Од апелација пак не сакаат да влезат во подетална оценка на укинатите пресуди, ниту причински, ниту според број, бидејќи според нив за комплексното прашање е потребна анализа. Кој и да е во право, на крај бројките покажуваат дека се намалува бројот на правосилни пресуди за организиран криминал, кои завршуваат со казна затвор. Ако во 2014 година 316 лица завршиле зад решетки за дела од областа од организираниот криминал, во 2019, која е најдобра во последните 3 години, бројката изнесува 100 лица. Борбата против организираниот криминал сепак не се оценува само низ бројот на пресуди и осудени лица, туку и преку одземениот имот, автомобили, мотоцикли, компјутери, мобилни телефони, дрога. Магазините на Агенцијата за управување со одземен имот се полни со предмети конфискувани во судски постапки. Но и во оваа статистика нема растечки тренд. Најголема конфискација има во 2015 година, 5,3 милиони евра. Во последната цела година за која има податоци, 2018, вредноста е 1,7 милиони евра. Директорот на агенцијата Фатона Сани вели дека голем дел од одземениот имот пропаѓа, додека судовите одлучат дали тој треба да се врати или дефинитивно да се конфискува. Ние действуваме тогаш кога ќе дојде судската пресуда. Пред судската пресуда не можеме ништо. Откако ќе дојде судската пресуда, значи како и да е треба да се убрза работата на судовите и да носат што побрзо одлуки за дали да се врати или да не се врати. Например, и ако треба да се врати предметот, барем да не е оштетен тужениот. И додека запленетиот имот се распаѓа во магазините на агенцијата и секојдневно губи вредноста, се наметнува дилемата дали иста судбина ја следи заложбата на актуелната влада, видливоста на борбата против организираниот криминал и корупцијата, да ја покаже со бројчаник на триумфалната капија.
Ве поканувам да останете со нас и по кратката пауза. Ќе одгледаме саботажата. Во 360 степени наред е саботажата. Автор е Сречко Поповски. Ако пред презимето стои царско име, тоа не значи дека е потребно да се кронисува политика, која неколку пати покажала целосно занемерување на стратешките заложби на државата и нивна злоупотреба за партиски потреби. Отаму е и чудно како неколку средби кои повторно биле на сметка на сопствената агенда се ставаат во контекст на платформа која во основа со неприфаќањето на клучните договори воопшто и не може да се третира како западна. Вашата теза е дека ВМРО-ДПМН е поzainтересиран за евроатлантските интеграции на Македонија одошто СДС. Апсолутно да. Не запрекавајте, нека не беа во Франција. Со политичко лицемерие слично на Франција очигледно се храни и власта која на дребно се обидува да собере политички поени од спротивниот табор со акцентирање на улогата на опонентите кои биле мета на критика. Па сега се е медали. За во април да жнее гласови. Со одликувањето на Никола Клюсев од моја страна покажуваме на дело дека сме одлучни да работиме на зацврстување на општествената кохезија која ни дава општествен напредок, раст и развој. Интенцијата преку вакви кохезивни мерки да се дезинтегрира политичкиот противник не запира, туку продолжува и на повисоко ниво. Со куртоазна опомена дека освен за ликот и делото на претходниот лидер, никому во партијата не му било грижа за вистинските икони. Меѓу стотиците споменици што ги подигнаа во забеганиот проект Скопје 2014, не се најде ниту еден подигнат во негова чест. Ќосето заслужил, ама председателот Трајковски не заслужил. Збунетоста со ваквиот приод на власта се чувствува во редовите на првоборците за каузата. Задлабочени во злодевната долгогодишна непродуктивна политичко-екзистенцијална драма, тие се во постојан дефокус, не само во однос на историските величини, туку и на конкретните личности со кои се во конфронтација. Дамчевски, нормално ли е за вас 99% одзив? Концентрирайте се, не ми го погаѓате на името више. Манчевски. За подобра концентрација е потребен подлабок ресерч кој го обезбедуваат структури кои се иманентни на која било структура на власт. Тие се сепак, според признанието, особено важни. Инаку, многу битен за мене момент, што може би е во најнеблагодарните работи кога се градоначалници во прашање, тоа е работата под земја. И на крајот, некои работи над земја се прифатливи и важни, ама само ако се знае што значат и за градот, а особено за градоначалникот. Тоа за мене е еден голем момент во делот на лозарството и винарството и град кој што екситираме во делот на винарството. За да се екзистира, во речниците треба да се избрише вдомениот странцизам екзитирање. Тоа ќе е единствениот голем момент за винарството и за лозарството, за Кавадраци и за Македонија. Толку за вечерва. Во оваа година ни останува уште едно издание в петок на 27 декември од 22 часот. До тогаш пријатно.